Владата усвои етички кодекс за незините членови и носителите на јавни функции што таа ги именува. Објаснувањето е дека така ќе се обезбеди законско, честно, транспарентно и одговорно работење на државните функционери со цел јакнење на интегритетот на институциите и на довербата на граѓаните. Преку овој кодекс ќе можеме многу попрецизно да ги детектираме сите оние девијации и појави кои што можеби некој ги предизвикува и се во спротивна тенденција од намерите на владата за одговорно, отчетно и честно работење. Сите заедно треба да овозможиме одредбите од овој кодекс да функционираат и конечно да добиеме одговорна власт. Кодексот, кој се носи една недела по скандалозната изјава на премиерот, предвидува и санкции, 3 нивоа на реагирање. Прво е официјална критика, второ е политичка одговорност, барање за поднесување оставка на тој што не го почитува кодексот и третото е одговорност пред институциите. Поповски не беше докрај јасен дали овој кодекс би го санкционирал настапот на Заев и употребата на несоодветни квалификации за новинарите и хомосексуалците. Носителите на јавна функција треба да се многу внимателни во комуникацијата со јавноста. Но исто така, носителите на јавни функции, политичарите, луѓето кои што се пред вас, како јас денеска, имаат право да посочат на појави, девијации и на крајот на краиштата и да употребат термини кои што секој граѓанин ги употребува. И вие ги употребувате во вашите текстови. Од тие причини сметам дека треба сите заедно да сме многу повнимателни. Што значи клевета и навреда, а што значи став или изјава која што посочува на некоја појава. Затоа сметам дека во изјавите на премиерот нема ништо надвор од она што во секојдневната комуникација го користат граѓаните. Клучен дел за овој кодекс да функционира според проценките на владата е придонесот од граѓаните и алармирање за неодговорно однесување на функционерите. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.